Добро вечер. Денеска е среда, 21 часот и некоја минутка. Во овој термин, како и секоја среда, јас сум Сашо Ардановски, со мене во печот на неделата. Се обидуваме, како и во секоја емисија, да ставиме некаков акцент, да подвлечеме, да проанализираме барем она што било актуелно назад 7, а може би и 77 дена. Вечерва имаме посебна прилика со нас да биде шефицата на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, госпоđата Вилма Русковска, која што прифати да, освен што вечерва ќе разговараме јас и вие, негдека кон половина на емисијата ќе ги вклучиме и гледачите да видиме дали некој од нив има прашање. Така малку на Чомовски му го крадеме занаетот, бидејќи тој е експертот за привлекување прашање, но се надевам дека ќе предизвикаме интереси кај нашите гледачи да се вклучат и евентуално да прашаат нешто она што сакаат да го дознаат. Госпоđо Русковска, Вие сте прво одамна во оваа професија. Мислам дека сте 20 на години во самото обвинителство, а пред тоа бевте стручен соработник негдека од 88-89 година, па негдека 2008, ако не се лажам, станувате јавен обвинител. А минатата година се случи така, околу средина на ноември, да станете шеф на ова обвинителство за организиран криминал и така натаму. Јас имам впечаток, не знам дали го делите, дека како никогаш досега и обвинителите мораат да се отворат во јавноста. Вие сте речиси секоја вечер на некој од екраните телевизиски во Македонија. Кај нас сте втор пат, ако не со колешката Гордана Дувњак имавте одлична емисија. Не само вие, туку и другите колеги ваши обвинители, суди и така натаму. Нешто што во Македонија речиси никогаш не се случувало. Вашите професии беа во принцип само за експерти, за инсайдери, за кремљолози, кои што знаеа кој случај го води, кој адвокат е најдобар за кој обвинител, кај кој судија поминува што и како. На што се должи оваа голема промена која резултира со една прилична транспарентност, да дури и јавен обвинител од ваш ранг одговара на телефонски позиви во сред емисија во живо? И дали е тоа добро, конечно ве прашувам, бидејќи сте вие предмет на таа активност? Ние навистина као обвинители, као фела да кажам, бевме доста затворени кон јавноста. Тоа пред се должеше на долгогодишната пракса, дека обвинителите тоа што го работате тајна, кога ќе излезе обвинение во суд, тогаш е веќе работа на судот и така. Бевме многу малку отворени, но јас прва почнав да давам интервјуа за новинарите, и тоа уште 97 година, кога го водев случајот против поранешниот подпредседател на влада Васил Тупурковски, а и предметот Змиско око. Да. Така да јас еден подолг период давам интервјуа за новинарите, не така ко сега, но сепак јас лично сметам дека поголемата отвореност на јавните обвинители ќе ја зголеми довербата на јавноста во нашата работа. Бидејќи во делењето правда е важно не само да се подели правдата, туку и да се види дека се дели. Точно. Тоа е еден од принципите во овој тип на правни отворени системи, каде што граѓаните мора да разберат дека не се одвива тоа нешто за некои затворени врати, туку дека на крајот се подложи на судот на јавноста, па дури и поднесувањето обвиненија, пресудите и така натаму. Вие сте често и на скалите на кривичниот суд. Вашите шешири се веќе многу познати и дискутирани. Тоа се модни детаљи кои што гледам дека се разговараат на широко во македонската модна јавност. Не знам Сергеј дали како ви се односите со нашиот Сергеј, но да знаете дека ќе бидете под неговиот меч ставен на рецензија. Сега за сега добро. Така ви се случи да кога ви именуваа за шеф на обвинителството минатата година средина ноември, господинот Груевски реши да пребега вон држава. И некако од првиот ден бевте мета на притисок и на интерес на јавноста за тоа да кажете докаде истрагата, што се случува и така натаму. Поминаа 3 месеци, дури денеска јавното обвинителство излезе со соопштение во кое што
се наведува што се е сработено за овие 3 месеци. Јас сум еден од оние кои што јавно ве критикува како обвинителство, дека нема резултат, дека е многу разлечено и така натаму. Во соопштението кое ќе го прочита човек, тој на 2 страници, објавено е на сајтот на вашето обвинителство, таму е практично таксативно наведено што се има направено обвинителство. Преслушани 60 на сведоци, барани меѓународни соработки со Црна Гора, со Албанија, кои знаеме како завршија, примени на разговор, како беа 60 на телефони се преслушани, а 70 и нешто Не се преслушани 60 на телефони. Туку се проверени комуникациите. Извадени се листинци така за 60 на телефони и се прави анализа за комуникациите што ги имале. Заклучокот од Да не овој стигнат гледачите впечаток дека ви преслушуваат. Да. Заклучокот од овој денешен од ова денешно соопштение е дека практично истрагата не е мрдната многу далеко од каде што почна. Се наоѓате ли во некаква слепа улица околу тоа што се случило тој ден и како господинот Груевски ја напуштил земјата? Од соопштението се гледа дека се уште сите докази, односно не се прегледани сите снимки. Имаме и сега не можам нормално јавно да говорам, но имаме индици за некои други работи. Јас ќе Така наставам што повеќе да излечам од вас. Не можете да излечете. Сега ќе направиме една форензика на соопштението. Не можам да излезам надвор од соопштението, затоа што и така го срочивме, за да сепак не се наштети на предистражната постапка. Се разбира. Јас не мислам дека вие треба истрагите во телевизиски студија да ги опишувате, но сепак ќе ми дозволите. Велите, првично се утврдени некои факти. Што значи тоа првично? Истрагата трае 3 месеци. Тоа значи дека тие дополнително ќе се повторно проверуваат, ќе се ставаат на повторно некаква... Нека прочитате ми го целиот контекст, сега да. јас не го знам соопштението значи, на вака памет. вели, сослушани се, вели вака, да речеме, велите дека во неколку наврати од надлежните институции се барани информации. Што значи тоа во неколку наврати? Тоа е затоа што сте барале нови информации или затоа што оние што сте ги барале ненавремено ви одговарале? Информации. Не би барале една иста информација повеќе пати. Можно е ако тие институции не соработуваат со вас, затоа ве прашувам, бидејќи јас се обидувам кремљолошки да ги читам соопштенијата. Велите дека никој нема информации ниту сознанија за тоа како се подготвувало бегството. Можна ли е таа ситуација да после да така нешто се случи, да никој нема информации и сознанија, барем до тука до кај што сте стигнале? Затоа што основното прашање ми е следнова: може ли Груевски сам да побегне од државата? Не. Значи, ви имате доволно индиции дека е тоа сепак подготвувано во некаков Ма кошер. цела јавност има, не само јас како обвинител, па и вие како новинари, Така е. било кој граѓанин. Сам тоа да се случи така, не може сам човек. Значи, тој има помошници. Има сигурно, имал. Како го објаснувате ова со албанската страна која што практично одби да ви ги даде снимките? И таму има еден симптоматичен контекст кој што велите, вие не сте барале само снимки за преодот на границата, туку и за движењето околу унгарската амбасада. Може да е тоа да е проблемот на албанската страна или не знаете? Не знам стварно. Заврши таа епизода со албанците, повеќе не им се обраќате, тие официјално прогласија дека нема снимки, дека се избришани. А што би барале друго? Тоа нас што ни требаше, не ни го доставија. Од она што го кажувате во соопштението, јасно е дека Груевски на диво ја поминал границата. Да. Или вие во истрагата, каде што сте испитували бројни 20 на гранични службеници, не сте успели да откриете дека можеби некој на границата му помогнал. Меѓутоа, снимките се прегледани, сето тоа. Прегледани се на тој граничен премин, не знам, сега не можам да се сетам, не го знам предметот во детали, затоа што колега го води. Не сум сигурна, ама мислам дека нема камери.
Иако има работат само дења. Нешто така беше, ама стварно сега не сакам да... Добро, тоа значи дека не се само од албанска страна проблеми со видеоматеријали, снимки, може и кај нас да има, бидејќи камери нема. Сите други гранични премини од нашите ги земавме, но сепак дали има камери или нема, мора да има евиденција. Така е, а евиденција дефинитивно нема. Добро, што е сега статусот на господинот Груевски во однос на вашата истрага? Може ли тој да патува вон Унгарија? Важат ли потерниците по него? Така, ние не водиме истрага, водиме предистрага. Предистрага, да, во ред. Сепак имате потерница распишено. Ние не, има судот распишано потерница за предметот за кој не е... Така е, добро, во ред. Да. Ве разбирам, меѓутоа во принцип со таква потерница може ли тој да патува вон Унгарија, бидејќи во Унгарија има некаков легитимен статус? Па тоа зависи од државата каде што евентуално би отишол. Тоа го прашувам бидејќи сега да речеме, ако некој отиде и се сретне со него во Будимпешта, дали тој ќе представува за вас легитимен таргет за разговор? Дали контактите што тој ги има, кои што може да бидат физички, може да бидат на друг начин комуникации и така натаму, се предмет на продолжен интерес? Видете, нас предистражната постапка не е сконцентрирана на тоа како и на кој начин ја напуштил државата, дали некој тука му помогнал. Добро. Со кого се среќава тој во Будимпешта, не е во фокусот на интересот. Тоа сакам да ве прашам, Да. бидејќи разговаравте како обвинителство со некои од луѓето кои што... Не разговаравме, само беа одземени двата телефони за да се изврши форензичка анализа на истите. Добро, кажете ми во кој правец ќе се одвива таа истрага? Може ли да се очекува нешто конкретно или полека ќе ја шутнеме топката во високата трева и ќе го заборавиме случајот? Не можам да ви кажам во која насока ќе се движиме, нормално, затоа што не можам да ја загрозам предистражната постапка. Јас искрено се надевам, пред се како граѓанин, не како обвинител, дека ќе разбереме сите кој му помогнал и на кој начин ја напуштил државата. А сега дали тоа ќе успееме да го дознаеме? А уште и да го докажете, ќе биде предмет Да. на... Предпоставам дека ги разбирате политичките околности на целиот случај и ефектите од тоа. Во јавноста некако се доживеа и заради низа други случувања кои што беа поврзани со формирањето на двотретинското мнозинство во парламентот, има едно разочарување во правната држава. Свесни ли сте за тоа? Мислам, го чувствувате ли таа атмосфера меѓу граѓаните? Па јас живеам со граѓаните. Нормално дека ја чувствувам. Постоеше разочараност и кај мене. Јас тоа и го кажав во завршните зборови за предметот за 27 април. Тоа е следното. Гледам дека уште и тогаш рековте дека вие не се согласувате со тој закон за помилување, односно за што се донесе, вие скратија листата од учесници во настаните на половина. Овие кои што се сега завршните зборови се во тек и така натаму, кога очекувате тоа да заврши, целиот тој предмет? Па не може точно да се каже, не знаеме колку ќе траат завршните зборови на останатите колеги бранители, а исто така и завршните зборови на обвинетите. Вие во тој предмет останавте на тоа дека се работи за јасна организација, дури велите во завршните зборови дека тоа што се случува и кај вас предизвикало стрес, вознемиреност, дури загрозеност и така натаму. Бидејќи во дел од јавноста постои можеби се уште еден впечаток дека се работи за некакви зовријани глави кои што мислејќи дека одработуваат некаква патриотска агенда го направиле целиот настан. Мислите дека докажавте во досегашната постапка дека се работи за јасна организација која што има јасен центар кој што го организирал инспиратори, а потоа и ова што го најавивте дека сега преоѓате на повисокото ниво на оние кои што се веројатно нарачатали на целата таа работа? Видете, дали сум го докажала, тоа ќе видиме од пресудата. Се разбира, да. Јас вас ве прашувам, дали сте вие задоволни? Да, јас како обвинител не бија
донела наредбата за истрага, а потоа и да подигнам обвинение, ако јас лично не бев убедена во тоа. А дали сум го докажала, ќе каже судот. Бегството на Груевски тој случај ќе ви го поремети. Колку што разбирам, вие сега ќе одите во насока од тоа сето што го изложивте, од сведочењето на загрозениот сведок и така натаму, дека веројатно Груевски стои на врвот на таа пирамида. Како ќе се разрешува во отсуство, ќе се продолжи евентуално со обвинување и така натаму со судење? Вака. За кого ќе биде донесена наредба за истрага, ќе видиме кој ќе се донесе наредбата за истрага. Се обидувам нешто да излечам. Така да, знаете, според Законот за кривична постапка, предистражната и истражната постапка представува тајна. Така да стварно не би можела сега Меѓутоа, давате во зборувам за изјавите, тоа. доволно давате индиции дека од прилика сите разбираме на каде оди таа работа. Сигурно некои данци не командувале со операцијата, предпоставувам. И од она што го испитувавте и од овие завршните зборови, каде што ја лоцирате вината на свој начин за тоа, за делот тие работи кај Чавков, неговата комуникација, барем во еден наврат со Груевски и така натаму, се добива впечаток дека таа вертикала одела практично до Виена, каде што се наоѓал овој бегалецов кој денеска во Будимпешта. Добро, на тоа не сакате да ми одговорите. Добро. Јас можем само да замолам режијата да веќе почнат да примаат позови доколку сакаат, за да можеме да видиме дали ќе има и некој интерес кај гледачите да поставуваат прашања. Доколку не гледател класико. Ја не знам што би одбрал вечерва да сум дома, бидејќи предпоставувам дека тие што се заинтересирани за ова ќе го гледаат. Имавме една бомба која што се случи пред некој ден со одлуката на Врховниот суд, со началното мислење. Сега за утре е свикан колегиумот во проширен состав на јавното обвинителство. Во тој проширен состав спаѓате и вие. Да. На кој начин ќе расправате, или тоа е исто така тајна, на кој начин ќе расправате оваа одлука, што очекувате, што може јавноста да очекува, дека какво толкување ќе биде донесено од утрешната расправа? И за кого е тоа? Какво толкување ќе биде донесено, тогаш не треба ни да се држи колегиум, така да веројатно сите ние ќе дадеме свое мислење и ќе се донесе став на колегиумот. Ќе дискутирате ли вие на таа седница? Ве прашувам, бидејќи во Врховниот суд речи се и да немаше дискусија по ова прашање. Па не само јас се надевам дека сите колеги ќе дискутираме. За кого ќе биде обврзително тоа толкување ваше сега? Бидејќи вие предпоставам ќе побарате, ако побарате, сега не можеме да преюдицираме и така, но и вие ќе поставите некои прашања за некој над вас, предпоставам, за толкување на законот. Или ставовите на колегиумот на јавното обвинителство се ние, значи хиерархиски ги применуваме како обвинители. А има и задолжителни упатства кои сме обврзани да ги применуваме. Добро. Ние како обвинители сигурно ќе го почитуваме ставот и мислењето на колегиумот на јавното обвинителство на Македонија. Но тоа во никој случај не е обврзувачко, да кажам, не е обврзувачко, него не се однесува на судот. И сега малку искрено мене, како обвинител, малку ме зачуди барањето од судот, вие да толкувате. Ние да донесеме став. Мислам, малку се изместија работите. Смелам ли да ви прашам што мислите вие за ставот на Врховниот суд? Вие сте сепак правник, освен што сте на чувствителна обвинителска функција, правник со значително искуство. Како гледате на тоа? Јас мислам дека тоа што го направи е недозволено. Законски недозволено. Врховниот суд, според важечкиот закон, не според измените кои се спремаат, ама кои уште не се донесени, нема законско право да толкува закон или член на законот. Според сегашната важечка легислатива, таа надлежност ја има
е исклучиво законодавна правната комисија во собранието. Врховниот суд може да донесе начелен став само во случај на различна примена на еден закон или член од тој закон. Например, различни судови различно толкуваат некој член од законот или различни совети во еден ист суд. Тогаш Врховниот суд треба да донесе начелен став како треба да се постапува. Тука немаме различна примена на ниеден член од законот. А според тоа, што значи тоа сега за едната мощната правна пракса? Бидејќи гледам дека сите на експертско и на, да кажем, професионално ниво, веројатно 90% од овие што коментираа, со исклучок на адвокатите кои што го поднеле барањето и можеби ако сум пропуштил уште некого, сите други кои што имавме прилика да ги одгледаме, отприлike се на ова становиште. Врховниот суд не имал право да толкува закон, можел да толкува судска пракса во која што за исти член има две различни пресуди, па да определи што е од тука натаму судбината на тој тип на пракса. Но сега јас ве прашувам, бидејќи и кај вас сега ќе имате конкретни последици на некој начин од ова, или нема да имате последици од ова толкување на Врховниот суд? Па кај нас се уште нема да има во секој случај. Но ако превземете нешто од случаите... Ако превземаме нешто од случаите, па и нема да има последици, него само ќе ги превземеме случаите. Но се што ќе стигне до Врховниот суд, тоа Јово Вангеловски вчера јасно го кажа, ќе биде прогласено за неважечко. Точно. А бидејќи имаме гледач на линијата, ќе доразговараме различни аспекти од ова, не сме ни почнале за СЕО да разговараме. Предлагам да го вклучиме гледачот, повелете, не знам дали ме слушате. Да, се слушаме, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до вашата гостинка и би сакала да ја поздравам и да ја честитам на храброста што има доблест да се сочува со криминалци од секаков ранг. Многу ме интересира дали и бомбите што ги слушавме, ако стигнат до Врховен суд, ќе бидат прогласени за неважечки. И сакам да знам што ќе се случи со парите што ги однесаа од државава и што со казната што му изречена на Груевски доколку не се екстрадира во Македонија. Ви благодарам, одлични прашања. Значи, првото е за бомбите, дали ќе бидат тие уважени како доказ. Хајде прво на тоа, па потоа на парите. Гледајќи ги постапките на Врховниот суд, ништо не би ме изненадило да ги прогласат за неважечки како доказ, мада мислам дека тоа не смеа да го направат. Затоа што и според Венецијанската комисија, без разлика што се на нелегален начин снимени тие разговори, кога е јавен интерес во прашање, ставот и на Венецијанската комисија е дека тие докази можат да послужат како доказ во постапката. Јово Вангеловски вчера најави исто дека ќе имаат некој колегиум за дури тоа. Дури најави дека можеби и странци ќе викне кои ќе толкуваат и така. Ќе викне и странци. Така да мислам дека би било, според моje мислење, многу лошо, не само за СЕО, многу лошо за државата. Доколку ги прогласат за неважечки како доказ. Па на тој начин ќе паднат веројатно сите овие што се Видете, јас не знам покрај бомбите со кои уште докази колегите од СЕО кои уште докази ги имаат во предметите. Јас сум сигурна дека тие не се единствените докази, но се сигурно меѓу главните докази. Така да би било стварно многу лошо. Гледачката прашува и што ќе биде со парите. Вие инаку во неколку наврати говорите јавно дека вам ви е именно многу важно да се направи повраток на средства. Па дури со сега последниот случај каде што заменици министри и министри од земјоделија беа обвинети и им беше одреден притвор, направивте замрзнување на имот.
Како воопшто стоиме со таа практика? Ќе се вратат ли некакви сериозни пари? Што се вашите предвидувања? Имаме ли моќ, сила, механизми за тоа? Имаме и моќ и сила и механизми. Ние до сега во предистражна постапка, не сметајки овој последниот случај, имаме негде повеќе од 34 милиони евра во повеќе случаи во предистражни постапки замрзнато. Мене ми е многу битно и јас инсистирам на тоа и така сега работиме. Кога се работат предмети од економски криминал, паралелно се води и финансиска истрага. Така беше и со случајов со поранешните министри. За да се влезе во трага на парите. За да се влезе во трага на парите. Мене искрено многу побитно ми е државата да се обештети, отколку некој само да лежи во затвор, а да не му се одземе имот или средства стекнати незаконски. Имаме двајца гледачи на линија, повелете режија, кој ќе ни го пуштите прв? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас се извинувам, значи поздрав тоа гостинката. Благодарам. Сакам да прашам, пошто веќе ми беше друга темата на прашање кога вртев, но сега, пошто ги спомна министрите за земјоделие, ме интересира по кој основ истите се во притвор, а истовремено влегува во суд, тоа за телевизија се даваше, обвинетите за убиството кај Смилковско езеро, а они се на слобода. Ви благодарам. Какво е мислењето на Прусковска за ваквата постапка? Одлично, благодарам. Нека причека вториот гледач прво за ова, па ќе преидеме на... Само не го слушнав добро, ако може да ми го повторите. Зошто министриви и заменициве за земјоделие веднаш им се досуди притвор, а обвинетите за Смилковско езеро се шетаат слободни практично? Тоа е прашањето. Тие беа во притвор и кога се укинаа пресудите, Врховен суд ги пушти од притвор. Че е многу различна ситуацијата. А веројатно, ако бидат повторно осудени, сигурно ќе бидат осудени на поголеми затворски казни. Но не постои можност пред да бидат осудени? Да, бидејќи Врховниот суд ги ослободи затоа што ги укина пресудите, првостепената и второстепена. Но не постои можност повторно бидат приведени и ставени во притвор во очекување на продолжување на судењата? Видете, тие можат единствено да бидат притворени доколку неоправдано изостануваат од судења заради присуство во на рочиштата. Добро. Следниот гледач, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вака, би поставил 3 кратки прашања на вака ценета гостинка, која што има големо искуство и може од прва рака да ја запознае јавноста. Вака, ме интересира што стана со Јанкуловска, нели беше и она осудена, зошто не е во затвор? Првото прашање. Второто прашање, толку имаме правници, професори, не знам, суди, јавни обвинители, како може СЈО да работи година и пол, сакам да кажам, после тие 18 месеци, со нови обвиненија и сега ПУПУ не важи. Малце ми е тоа нелогично, зошто сите предмети вас одма не ви ги дале? Сега може да се случи некој во меѓувреме да бил обвинет и се ајде нема у затвор да идеш, ке те ослободиме. Или да кажеме не ми е јасно 3 години колку е СЈО и дури сега снимките не може да се користат за Врховниот суд ќе донесе одлука дека снимки не може да се користат за обвинение. Прашањето ви односно секако ќе преидеме на разговор за СЈО. И вон секоја логика. Третото прашање. Поставил уште едно прашање ако може. Повелете. Значи ме интересира дали
Јавните, дали сите овие случаеви од СЈО по автоматизам ќе дојдат кај вас или ќе се ослободат сите и доколку побегне уште некој, дали ќе има конечно одговорност за суди, за јавни обвинители и така натака. Одлично, ви благодарам, одлично Јавноста се... е сведок дека богатите и функционерите не одат во притвор, одат во притвор само обични криминалци. Ви благодарам многу, прекупат ми седи гостинка која што и изјави дека сонува за тоа еден ден да и не само богатите, туку особено функционерите да бидат доколку ги кршат законите, гонети како и секој друг во држава. Не, функционери сме гонели и гониме, мислев на актуелни. На актуелните, така е. Да. Кажете ми, ова за Гордана Јанкуловска, кратко да му одговориме на гледачот, што се случува со тој делот, за да преидеме потоа на СЈО. Не можам да јас да му одговорам на гледачот за тоа, затоа што не е тој наш предмет, него е на СЈО. Зошто? Од кои причини после објавување на пресудата не е баран притвор, треба колегите од СЈО тоа да го кажат, јас не можам. Добро, сите тие три прашања на некој начин не водат до СЈО. Госпожо Руцковска, има впечаток дека е СЈО како некаква кнедла која што застана на средина на грлото на македонскиот правосуден систем и сега ни напред ни назад. Различни толкувања, различни идеи ќе мора да се озаконат на некој начин и така натаму. Што е вашиот став за идниот статус на СЈО? Јас лично сметам дека тие треба да бидат инкорпорирани во јавно-обвинителскиот сустав како посебно одделение или посебно обвинителство, но во рамките на јавното обвинителство. Бидејќи велите дека во поинаку ќе мора да се менува уставот на Македонија. Добро. Во уставот е дефинирана структурата на јавното обвинителство. И во стручната и во општата јавност во Македонија превладува едно мислење, барем мене така ми се чини, дека доколку беше дел од јавното обвинителство, ништо од ова немаше да биде сработено во СЈО. Сега, ако се случи да повторно го враќаме, сега вие сте таму нормално, да кажам, функционер во обвинителството, нема повторно да дојме во ситуација да кога ќе стане дел од една поширока обвинителска структура, ќе потонат едноставно предмети, нови истраги и така натаму во едно сивило во кое што знаеме дека живее, да кажем, поширокото обвинителство во Македонија. Не, апсолутно не се сложувам. Ние во обвинителството излеговме од тоа сивило. И предмети не тонат, него дури напротив, многу добро пливаат по површината. Кога излеговте, да ве прашам? Пред колку време? Бидејќи вашиот претходник беше, како да кажам, символ на тонењето на предметите. Вие сте сепак таму на за 3-4 месеци. Не, јас сум таму од 2004 од формирањето на обвинителство, од прво одделение, потоа обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Да, точно. Точно со заминувањето на Илиевски да. И потоа почнавме сериозно да работиме кога колешката Гордана Смаќовска стана ВД пред, значи, она беше скоро година дена ВД. Почнавме стварно сериозно да работиме и се гледаат резултатите. Така е, ма јавноста некако година дена има премалку за да биде сигурна дека се ќе тече во правецот во кој што е тргнато. Од друга страна, ќе се согласите веројатно дека СЈО успеа да на известен начин и на вас да ви направи некаква, да кажем, под наводници услуга со тоа што да релативно кратко време подигна една институција од нула, која се капацитираше, која доби буџет за кој вие веројатно може да сонувате, која има техничка поддршка, стручна поддршка, странски соработки и така натаму. Тоа е сепак еден нов стандард во нашите услови и сега постои овој резервиран став во јавноста дека ако тоа се врати, дека сето тоа повторно некако можеби не ви е лоша шанса да го искористите тој залет, па вие таму истото тоа да го побарате, ако веќе не го барате. Па бараме, да. И какви се одговорите? Да, бараме, да, и мислам дека има позитивни сигнали. Не зборам за буџетот, да не разберат погрешно гледачите. Да не им се дигне коса на глава да вие што треба да дадат пари. Не, туку во однос на екипираност, на опременост. Сега барам, бидејќи вчера заврши огласот за
истражниот центар кој ќе се формира. Бараме опрема да се врши кај нас форензичка анализа, затоа што ќе имаме и форензичар во тој истражен тим, за да не чекаме со месеци на форензика од полиција, да не ме сватат гледачите дека ги критикувам, луѓето се стварно затрупани од работа, затоа што се едни за цела држава. Така да ќе идат... Па гледате, тоа се дел од аргументите заради кои некако во СЈО се гледа како на една поефикасна институција која успева побрзо и поефикасно да работи. Они точно ни го отворија патот. И тоа не може никој да го оспори. Они покажаа голема храброст и работеа, ако ние не работевме. Тоа е тоа. Тоа е една значајна изјава за... Не работевме криумчарење на мигранти и нешто друго во грамови и толку. Ете, за тоа разговараме. Госпожо Русковска, но вака ќе дојдете практично под ист покрив, практично две исти обвинителства, ако не се лажем. И тие ќе се за организиран висок криминал, белите јаки, вие исто така се бавите со организиран криминал и корупција. Како тоа ќе се во новиот закон ќе се усогласи да, ако бидете под истиот покрив, бидејќи сега се предложите да јавниот обвинител биде на известен начин хиерархиски наднив, но тие да задржат еден голем дел од самостојноста која сега има. Мој предлог, моје мислење, тоа како ќе се донесе законот, ќе видиме. Мислам, они да ја задржат работата која сега е работата. Видете, од бомбите има уште многу криминал. Да, ма со одлуката на Врховниот суд ние практично ја завршуваме тоа. Да, ма тие ако се инкорпорираат во редовното обвинителство, тогаш и не важи таа одлука, затоа што и Вангеловски рече, обвинителството може да ги превземе предметите. Значи тоа го гледате како едно преодно решение. Ем да се продолжи со работа, ем да се избегне блокадата на Вангеловски. Да. Имаме двајца гледачи на линија. Повелете за да им дадеме шанса и на гледачите. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Едно прашање до обвинителката Русковска. Кажете. Прво едно мало информирање. На Канал 5 во една емисија во центар на Васко Ефтов гостин беше, мислам, Божиновски се викаше, презиме, изјави дека председателот на ИВЗ Реджепи бил посредник и организатор на бегството на Груевски преку граница до Албанија. Слушайте се, да ве замолам, бидејќи ги знам колегите, го знам контекстот, ги знаеме сите оговарања, ќе потрошиме многу време на тој тип на шпекулации. Прашајте обвинителката, имате шанса додека е тука, бидејќи сега како ќе ви одговориме дали господинот Реджепи бил организатор на бегството. Не верувам дека госпожета Русковска ќе биде во ситуација го потврди тоа. Кажете, што ви е прашањето додека е тука обвинителката? Па тоа прашувам, кои се незините сознанија за тоа? Благодарам, јас инаку се обидувам тоа да ве прашам од почетокот. Има ли некаква, води ли истрагата можеби во вакви... Видете, коментари на аналитичари и изјави, едноставно не коментирам. Ако поседува некој некаков доказ, може слободно да дојде и да го достави до нас. А само да се прави некоја емисија интересна, мислам дека не е во ред. Благодарам. А следниот гледач или гледачка? Да. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Едно конкретно прашање. Во неколку наврати по мас-медиумите беше истакнато прашањето и поведена истрага за Светмилк и оштетените граѓани млекари. Светмилк. Дали предметот ќе биде изваден од ФИОКа и конкретно проширено обвинението против Христијан Делев, бидејќи он беше извркан од Министерството за земјоделие, отиде у Министерството за економија, каде се израза со неговиот војко Боголјуб Макревски и
преку стечајните постапки се поведоа големи криминали и дали ќе се отвори тој предмет, што длабоко негде во фиоките чмае, па како златна рибка и огромен професионалец, уште две прашања, ако кратки може да Ајде, само бидете ги краток, искористиме. Да, дали ќе се гонат одредени обвинители кои учествувале во одредени постапки, дали врана ќе извади очи. И третото е едно малку суптилно прашање. Голем број на деца наши бе осудени за познатиот предмет Келија. Следно теоретско погрешно практична примена на членот 322. Например, членот вели дека тој што ќе врбува за странска војска за странска држава. Дали Македонија ја призна ИСИЛ? Дали ИСИЛ е држава? Дали децата треба да лежат или да одговарат само за тероризам? Добро, ве благодарам, ги разбравме трите прашања, третово доправа ќе видиме дали можеме и како да ги искоментираме. Значи Сведмилк. Го памтите тој случај? Да, се сеќавам на случајот. Јас не сум сигурна, ама мислам дека е тоа во основното обвинителство во Скопје. Јас не се сеќавам дека кај нас во организиран криминал имало таков предмет. Јас ќе проверам кај во обвинителството со кое јас раководам, дали има таков Може ли да го предмет. евентуално да превземете такви случаи? Доколку ви се видат интересни, каква е Не, можности за тоа? Работењето по случај не зависи од нашата желба и од тоа дали некој случај ни е интересен или не е интересен. Во законот таксативно се наброени кривичните дела по кои ние постапуваме. Така да, ако нема елементи на кривично дело за кое ние сме надлежни да постапуваме, ние немаме ни законска можност да постапуваме. Добро, гледачот е во право со следното прашање. Врана очи дали вади? Не имавме прилика да видиме во еклатантни случаи, имено 27 април, меѓу другото, како обвинителите лошо си ја завршиле работата. Заради тоа што биле нестручни, може би биле политички инструирани, може би биле пристрасни, тоа сега ние не го знаеме. Но ние де факто не сме виделе до сега покрупни случаи во кои што не само обвинителите, туку и судии би одговарале за незаконити одлуки. Каква е перспективата на таа дилема? Вие имате таму постапки, имате, се разбира, совет на обвинители, како што има и судски совет и така натаму. Така па за колегите се водеше дисциплинска постапка и таа дисциплинска постапка заврши. Во суштина, за донесена одлука и мислење на јавен обвинител или на судија не може кривично да се одговара. Треба да се направи кривично дело. Пример, да се докаже примање, подкуп, незаконито влијание или сега да не ги набројувам. Добро, ве разбирам, но тоа значи дека може би тоа спаѓа и во вашиот ресор, организиран криминал. Зашто би биле обвинителите вон можноста да учествуваат во организиран криминал? Не, апсолутно не се вон можноста, него јас кажувам затоа што прашањето беше незаконски постапувале. Добро. Не, тоа е нивно мислење. Тогаш мислеле дека се во право. Затоа постои двостепеност на постапката. Затоа што ја ако имам погрешно мислење, че оштетениот има право на приговор до повисокото обвинителство. Добро, тогаш е логично да ја прашам дали мислите дека Советот на обвинители си ја врши добро работата? Имате ли вие како долгогодишен обвинител, да кажем, глупав е зборот корист, меѓутоа си ја вршат ли они добро работата за да ги дигаат стандардите во вашата професија? Па мислам дека многу се трудат во последно време. Во последно време, тоа се овие последни 60 месеци за кои разговараме. Биќе истите луѓе си од времето на претходните, веќе спомнавме некои така натаму. Се едно будење се гледа дека има, ама... Добро, ние се разбудивме пред Советот на судија. Денеска со еден постар колега разговарам и вели, знаеш што, мене ми се чини дека ова будење кој што сега ќе преде на страната на СДСМ. Дека судско-обвинителската фела сега напросто само менува дресови. Бидејќи им стана јасно дека со овие другите се расчисти, има ли можност за такво нешто, госпоđo Русовска? Да сега практично на што беше тефтерчиње продолжени раце на претходниот режим, стане тефтерчиње продолжени раце на сегашната власт.
Видете, ако тоа се случи, не сме направиле ништо. Тогаш никогаш нема да бидеме земја во која владее правото. А кој ни е еден од условите за почнување преговори со Европската Унија. Ќе поминеме ли на тие преговори? Имам уште двајца гледачи на линија, ама тоа е именно поентата. Сега не чекаат преговори со Европска Унија. Главата 23 е една од клучните глави. Да. По ваше Затоа и мислење, се почнува од на кратко низа. ве прашувам, мислите дека имаме доволно, како да кажем, заслуга за да ја поминеме таа глава? Не. Не може да се помине. Значи се отпочнува со таа глава. И сега, тие преговори траат неколку години. Че они можат да дадат едно позитивно мислење дека почнуваме да се движиме во добра насока. А ние сега реално сме далеку од тоа да ги исполниме тие услови комплетно. Ама моje убедување е дека се движиме во правилна насока. Да видиме што е уверувањето на следните двајца гледачи. Повелете. Да, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Почит за капацитетот интелектуален на господја Вилма Русковска и незината желба да го ослободи осканджите ова обвинителство за организиран криминал на двајцата баџанаци. Поздрав исто така за извонредниот аналитичар Сашо Ордановски. Ви благодарам. Преидете на прашањата. Прашањата се следни. Дали почитуваната обвинителка смета дека Врховниот суд, покрај тоа што има законско право да решава по барање на бранителите во оваа постапка, постапи надвор од, мислам, формалното право, кое најчесто процесното право кое најчесто се нарекува кај нас и формално право, затоа што во оваа постапка тој ја негираше содржината и суштината на постоењето на СЈО, затоа што тоа имаше своја причина на постоење на формирање и неговите цели, што беа. И тоа и го разговаравме, ќе се навратиме повторно. Кој ви е второто прашање? Само дали смета дека е тоа формалистички повеќе пристап со што се негира содржината и суштината на постоењето. Второто прашање е следно: дали почитуваната обвинителка некогаш во незината кариера сретнала случај во изрека на пресуда, значи изрека на пресуда кај што е одлуката на судот, со која што се осудува лице, да се користи исклучен доказ, односно доказ кој е укинат од страна на Врховниот суд, број 1, и број 2, баш тој ово, и број 2, дали некогаш во својата кариера сретнала директни докази кои непосредно се изведени во доказната постапка на главниот претрес да бидат заменети со индиции кои не постојат и врз основа на тоа се заснива изреката на пресудата. Ви благодарам. Да не влеземе во премногу техничка област, бидејќи треба и другите гледачи да разберат за што разговараме. Имате ли вакви случаи како што спомнува господинот кој што прашува? Да, значи, на исклучен доказ да се темели пресуда и второто беше на изведени докази да се заменат со индиции. Памтите ли такви случаи? Не, јас лично не. Имате потреба да го повторите ставот за Врховниот суд, бидејќи првото прашање беше... Па немам потреба, него единствено сега ми падна на памет да кажам дека бидејќи сме во фаза на носење на нова легислатива која се однесува и на јавното обвинителство, но и на судовите, да се размисли во насока на тоа дали треба да се најде некое решение или начин доколку ние као правници или као граѓани сметаме дека некој начелен став на Врховниот суд излегол од рамките на законот, не да му се има контрола на Врховниот суд, него едноставно да имаме некој правен механизам за обжалување. Да, дали тоа би бил Уставниот суд, например.
Па, у крајна линија имаме законодавно-правната комисија во собрание. Законодавно-правна комисија. Мислите ќе има простори тоа да се формализира во Некако некаква законска да се формализира. Добро, следниот гледач. Добро вечер, Ало, поведете. слушаме? Да, поведете. Вака, две сосема куси прашања. На 28 во собранието никој не испрати луѓе да ги соберат доказите. Дали ќе има обвинение против Зврлевски? Тоа е едното. А второто, што уште треба да направи Јово Превара за да биде сменет од таму? Дали мислите дека можеме во Европа да влеземе кога на таква институција, на врвот таква институција имаме такви луѓе? Благодарам. Ви благодарам за прашањата. Еве, за вашиот колега Зврлевски, за кој што во јавност имаше навистина многу критики и така надолу. Прашањето е, има ли некаква... Тоа инаку го разговаравме. Јавност е погрешно информирана. Не бил присутен јавен обвинител за да раководи со увидот. Па тоа мал пропуст ли е? се... Не. Да се разбереме, голем пропуст е. Него друга ми беше поентата. Собрани се сите докази. Од страна на полицијата, од увидните екипи. Ама тоа го Ние тврдите, врз база госпоđo Русковска, без да знаете што плюс имало докази кои можеби не се собрани. Точно се знае, затоа што имаме и видеоснимки. Целиот увид е и видео документиран и беше изведен како доказ на главната расправа. Гледачот се разбира, не мислам дека можеме сега господинот Јово Вангеловски дека го коментираме во негово отсуство. Не, Советот на суди има право да го разреши него. Има право, а мислите дека може да се случи и до такво нешто да дојде, дека овој притисок од јавноста кој е голем може да натера едно такво тело како што е Советот, судскиот совет, да практично отвори расправа за тоа? Што е вашето мислење? Па би требало, ако ништо друго, бар да отворат расправа. Па вечерва да ви кажам, добивам повеќе информации од вас и ставови отколку што мислев дека ќе добиам. Бидејќи вие сте позната како прилично воздржана, иако секогаш јасна. Но да ве навратам, еве, гледачот господин Зврлевски. Значи, навистина пропативме како јавност со тоа што во еден низ од години на така висока позиција, на така важно, како што беше и вашиот претходник, односно пред временото решение, нели и така натаму, да на такви места во обвинителствата доаѓаат луѓе кои не што не си ја вршат работата, туку напротив работат против вршењето на работата. И сега никому ништо. Разбравме дека господин Зврлевски бил повикан околу телефонските централи, веројатно давал изјави деновиве, но никому ништо, се тоа се завршило, сето тоа измиени рацете и никој не знае како може да нема никаква реперкусија за никого кој што учествувал во тој тип на изигрување на правото и на правдата во Македонија. Нели ви е тоа известна, да речем, комоција и за вас на крајот и вие ќе правите што сакате, никому ништо, ќе ви заврши мандатот или ќе си одите, што сте правеле, без разлика на тоа што рековте дека обвинителот не може да одговара кривично за своите, да кажем, но вие сте исто така и раководител, вие имате па известна политичка исто така одговорност, не само правно стручна. Сепак одговарате за институција. Јас одговарам само пред јавноста. Па, не за тоа сакам говориме. да помислам дека имам некоја политичка одговорност. Не, во таа смисла политичка, не во смисла на Че одговарам функционерско пред политичка. јавноста. Па не знам како да ви одговорам искрено на ова прашање. Тоа се обидувам да добиам искрен одговор. Не можете во кривично правна смисла тоа да го докажете. Во каков контекст ова ми го говорите кога вие водите истраги за организиран криминал? Добро, сега вие сигурно не мислите дека поранешните шефови биле дел на организиран криминал. Па зависи како ќе го дефинирате организираниот криминал. Ако му се јави шефот на тајната служба, дали организиран криминал ако му се јави шефот на тајната служба и му рече за Вилма Русковска не покренува обвинување? Затоа што таја ни е донатор за партијата, импровизирам се, да се разбира.
Е ли тоа организиран криминал? Па Не. потоа му се јави и министерот за внатрешни работи и му каже, види, од овие париве што ги добивме, и за тебе има. Тоа веќе Да, има ама тоа елементи. треба да го го треба да докажат. се да докажеме. Па, госпоđo Русковска, зашто мислите дека се борат да прекинат преслушувањето на телефонските разговори? Видете, само еви законските слушања. Значи по наредба на И мерките, судија да. што се издадени. Само разговорите не можат да ни бидат доказ во постапката доколку не обезбедиме и други докази. Еве ќе земам на пример дрога. Ние можеме да слушаме они да зборат за тони дрога. Ама ако не ја најдеме другата, само разговорите не ни вредат ништо, така и со парите. Па вие ќе најдете сигурно разговори каде што адвокат со клиент кажува ќе ми платиш толку е за судијата, толку е за обвинителот. И се треба обвинителот и судијата да ги гониме, ако немаме докази. Имаме уште еден гледач на линија, бидејќи часот се ближи 10, ние ќе имаме уште 50 минути, сакам да се вратам на дрогата, но предпоставувам дека нашиот гледач или гледачка ќе биде фер да го вклучиме во овој момент. Повелете ако ме слушате. Ало? Да, повелете, Добро добро вечер. вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Вака. Едно многу конкретно и кусо прашање до почитуваната господја Русковска. Ало? Да, ве слушаме, повелете, поставете го прашање. Некаде кон средината на емисијата кажа дека доколку добијат валидни докази за извршен криминал и така натаму, дека ќе реагираат. Сакам да ја прашам господјата Русковска. Пред известно време на телевизија Алсатен изјави дека за скоро време ќе биде обелоденет невиден криминал за перење на околу 200 милиони евра од странска фирма инвеститор во Република Македонија надвор од економските зони. Тоа истото го потврди и директорот на финансиска полиција на Република Македонија. Кривични пријави се поднесени од финансиска полиција, од државна безбедност, од финансиско разузнавање и така натаму и така натаму. Предметот е офор. Најави за скоро време реакција на тој план. Ме интересира до каде е таа постапка и за колку време тоа би требало да излезе на видели. Ви благодарам. Испрани се над 200 милиони евра посојат несоборливи докази, господине. Ви благодарам. Ја поздравувам господјата и се надевам дека ова на крајот што го рече, дека нема да подлегне на никакви притисоци, дека ќе го издржи до крај, а ние ќе ја побараме во погоден момент кога ќе заврши цело ова ујдурно. Ви благодарам. Госпоđo Русковска, прашањава ви буди некакви инспирации, ве подсетува на случајот? Да, точно знам за кој случај мисли гледачот, само не е поднесена уште кривичната пријава, ама очекувам во најскоро време да биде поднесена. Што значи тоа најскоро време? Бидејќи тоа најскоро време беше и за Груевски дека ќе имаме резултати од истрагата. Тогаш реков првични резултати. И беа првични резултати, сега бидејќи добивме впечаток дека јавноста стварно мисли дека не постапуваме по предметот и решивме точно така да информираме јавноста дека се работи интензивно. А за овој случај ќе имате во најскоро време? Сега јас не можам да ви кажам утре или задутре, можда за недела дена, можда за 10, можда за 2 недели. Директорот на финансиската полиција тоа го најавуваше пред Нова година. Ако мислел на тој случај, бидејќи тој говореше за еден вака прилично грамаден случај. Еве завршува јануари, почнува февруари. Се работи за одолговлекување кои ги бара истрагата или предистражната постапка. Добро, предистражната постапка. Јас сакам кој ќе ми биде поднесена пријавата со доказите све да биде чисто. Да нема никакви дилеми и сомневања во било што. Така да на пријавата се работи интензивно од страна на јавен обвинител, заедно со финансова полиција и управата за финансиско разузнавање. Сакав да ве прашам и ќе мора да привршуваме, бидејќи
после нас има исто така интересен разговор кој што ќе го најавиме, а е во некаква линија на ова што и ние го разговараме. Именно колегата Боријан Јовановски ќе има разговор со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, така што мислам дека можеби и заради завршувањето на преварот Барселона, Реал Мадрид, таму ќе има и посуштински одговори во смисла да овие, да кажем, конкретни полициски активности и така натаму. Зошто имам впечаток дека во Македонија со години нема никаков сериозен случај на постапки кои што се однесуваат на дрога? Трговија, промет, како се вика тоа, шверци и така натаму. Практично отпадот на онаа госпоѓа која веќе пред 10 години беше фатена со неколку 2007, така е, има повеќе од 10 години. Ние имавме еден случај со франкфуртската мафија, тоа беше во Велес, ама и тоа беше инициирано, ако не се лажам, од Австрија и од Германија како земји каде што таму се оперирало. И сега сме преплавени со ова што и вие спомнавте, 1 грам, 2 грама и главно марихуана. Тоа значи дека Македонија повеќе не се наоѓа на патот на меѓународниот транспорт илегален на дрога, или пазарот го има некој превземано кој што влие да нема такви истраги? Не се слагам со ова второво, апсолутно. Во последно време стварно добро работи одделот за дрога, особено одделот што се наоѓа во крим полиција. Кој е тоа последно време? Бидете попрецизна. Месеци, години е во прашање. Во кое последно време? Па да кажам, последнава година. Добро. Имаме добри случаи. Во најголем број се случаи за заплена на марихуана, но не се грамови. Него се килограми, и то многу килограми. Така да, реално не сум задоволна од работата на секторот за дрога во рамките на организиран криминал во Магара. Слушайте, деца имаме. Моите деца кога ми раскажуваат што се има околу нив низ училиштата и низ таму каде што се собираат, тоа е коса на глава да ви се крене. Добро, па ние и фативме една лабораторија, односно фабрика за правење екстази и така. Така да во последно време, ама исклучително криминалистичка полиција. Госпоđo Русковска, имам ја овдека други прашања, ама времето не истече, знаете како е, како што велат. Добро, им благодарам и на сите гледачи со се вклучија. Ви благодарам што прифативте да бидете гостин. Пак ќе ве викнеме, вие и за месец дена пак имате, се надевам, што да кажете. Се надевам дека некои истраги до тогаш ќе напредуваат, односно предистражни постапки ќе напредуваат сериозно. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со Печат на неделата, со госпоđата Русковска и со мене, јас сум Сашо Ордановски. Ние се свидиме идната среда, тогаш, еве, уште сега ви најавувам, ќе разговараме за егејското прашање во поновата современата историја на Македонија, а после нас, како што веќе најавивме, следува колегата Боријан Јовановски со министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски. Мислам дека и во нивниот сегмент ќе можете да поставувате прашања по телефон. Ви благодарам, се најубаво, останете на 1 ТВ, на вистинската фреквенција сте.